Тешка година за малешевските земјоделци. Брендираните малешевски производи, сината слива и компирот годинава без откупи со ниска цена од 8 до 10 денари за килограм. Градот им уништи дел од производството на сливите, а иако родна година за компирот, непостоењето на аграрна политика за оваа култура и дозволениот увоз доведе производството да им остане дома, се жалат земјоделците. Зоран Владимирово го наполнил подрумот со 40 тони на компир. Треба прво домашното производство, после да се увезува ако има потреба. Питање пласман, субвенциите и да ги дадат субвенциите, па са некоја помош. Не викам да не са помош, ама ако немаш пласман на производството, џабе ти го откупуваат 8 и 10 денара, така ако се снајдеш во некоја сендвичара на приватно лице 15 денари со многу проблеми. Имам посадено околу 3 хектара. Сливи имам околу 300 корана и тоа се седи дома. Складирано, чека откуп, а нема откуп. Годинава во Малешевијата се очекува производство до 4000 тони компири. На стартот од откупната сезона најави за откуп нема, додека од насадите со сина слива. Од 400 хектари 20% уништи градот, а поради ниската цена откупени се само 25% од количините. Незадоволни од цената која се движеше од 8 до 10 денари, незадоволни останаа да си ја печат за ракија. Веќе на пазарите во Струмица и неко влегува српскиот компир, кој се продава за пониски цени, а Господ нека му е на помош на малешевскиот земјоделец. Пласманот на сливите од Малешевијата традиционално е за Германија, Хрватска и Босна, а последен пат малешевскиот компир бил извезен пред 10 години во Хрватска.